Кратки најави за денес. Започна петтото издание на националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Градоначалникот на Охрид и советниците со поддршка за лицата со ретки болести. Македонското здружение на млади правници подготвува тужба за депонијата Буково. Нов модел за субвенционирање за носење домашни туристи вон сезона. МВР ги потсетува граѓаните да ги променат табличките со ознака МК. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со локална облачност, ветровито и студено. Максималната дневна температура се искачи до 7 степен Целзиусов. Во четврток во северните, централните и источните делови од Европа ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од снег се очекуваат и во областа на Алпите. Во останатите предели од Европа стабилно време со зголемена облачност. Во централните и источните предели на Балканот утре умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и снег. Во останатите предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 6 до 11 степени. Во Македонија во четврток студено утро со температури кои што ќе се движат во интервал од -7 до 1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и студено. Ќе дува до умерен северозападен ветер, а во западните предели западен ветер кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 2, односно до 13 степени. Во Охрид во четврток по студеното утро со температура од -3 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 7 степени. Во петок и сабота во раните утрински и предпладневните часови студено и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Во попладневните часови умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од -2 степени додека пак дневната ќе достигне до 6. Во недела студено утро со температура од -6 степени. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 0 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Грана падано 119 денари, ева туна 42 денари, M&M 79 денари, перони 46 денари, долче густо 288 денари, фери 1,2 литри 159 денари, четки за заби Орал Б 1+1 79 денари, Жилет Блу 3 Комфорт 199 денари, Авак средство за ветробранско стакло 3 литри 149 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Државата се уште бавно возможува набавка на лекови за лицата со ретки болести. Доктори специјалисти од повеќе области порачуваат дека се потребни системски реформи во здравството и обезбедување на терапија за сите пациенти, вклучувајќи ги и овие лица кои ги има околу 700 во регистарот на ретки болести. Денеска од Охрид започна јубилејното издание на националната кампања "Ги запознаваме ретките болести", она што започна скромно со двајца стручни соработници во 2019 година, за 5 сезони прерасна во тим од околу 60 видни професионалци во својата работа, кажа председателката на Сдруженијето Ретко е да си редок Гордана Лолеска. Почна националната кампања "Ги запознаваме ретките болести". 5-та година поред Сдруженијето Ретко е да си редок работи на подигање на јавната свест за пациентите со ретки болести и нивните потреби. Во кампањата се вклучени преку 60 специјалисти лекари, кои досега имаат обработено 139 ретки дијагнози, напоменува Гордана Лолеска, председател на Сдруженијето. Прифаќање на реалноста дека овие деца и луѓе околу нас се наша должност и наша должност е да им помогнеме. Заболените со ретки болести имаат две надежи. Првата е медицината да напредува до изнаоѓање на лек и барем да ги ублажи симптомите на болеста на болните, да водат нормален живот, а втората е државата да ги препознае нивните потреби и да им обезбеди на болните пристап до лекови. Професор Велибор Тасич е вклучено во кампањата од самиот почеток. Неговата стручна помош ја добиле голем број деца од детска клиника за нефрологија. Неговата порака е јасна, која упати до институциите кои одлучуваат за набавката на лекови за пациентите со ретки болести. Живот не трпи тендери. Живот не трпи тендери. Значи, и дојде тоа свесност, дојде до Министерството, дојде до фондот и така натаму и среќен сум што нашиот пациент ќе ја добие таа терапија. Уведувањето на децата во регистарот на ретки болести оди бавно. Со тоа е спора и набавката на лекови кои се набавуваат со тендерски постапки, а нивната здравствена состојба не трпи од одговлекување на постапките, напоменува доктор Нора Абази од детската клиника за нефрологија. Може би Министерството би требало да најдат начин со некои донации или нешто, некои други фондови што би го дополниле овој буџет, зашто дијагностицирањето на нови болести е многу често и секоја година се све повеќе и има многу разлика во цените на лекови. Има деца кои што имат потреба за ефтин лек, меѓутоа има деца што го црпат цел буџет, како што е спинална мускулна атрофија, спинраза која што е влезена, па за цистична фиброза лекот исто е скап. И ова е скап за атипичен. Ние како нефрологија во моментот чекаме исто така за 3 деца лек за припадна хипероксалурија, тип 1, окслума се вика лекот, кој исто така за двете деца кои што ги спомнавме и лани, брат и сестра, уште го чекаат лекот. И додадено е уште едно дете, трето, кој што го чека истиот лек. Сакам да кажам дека не мора да се најде системско решение за да се види тој буџет по можност побрзо да се надополни од фондови или од било што, некои донации или било како. Доктор Иван Барбов од клиниката за неврологија напоменува дека има голем број на пациенти со ретки болести, а само за 5% од нив е достапна терапија. Има 5 лекови кои ги добиваат преку Комисијата за ретки болести.
Во здравството се потребни реформи да се обезбеди ист начин за набавка на лекови за сите пациенти, вели доктор Барбов. И ние сме сведоци дека за останатите болести, невролошки, хематолошки, онколошки, има доста скапи лекови кои меѓутоа се набавуваат, нели се на таа позитивна листа, односно како условен буџет ги набавуваат клиниките, и мислам дека на тој начин треба да се набавуваат лекови и за пациентите со ретки болести, односно тие да се инкорпорират во здравствениот систем како сите други болни. Нефрологот доктор Николина Смоковска, шеф на дијализа, смета дека се подобрува соработката меѓу здравството и организациите на пациенти. Државата треба да направи пресметка кои се заштедите од набавка на лекови наспроти примената на други третмани, вели Смоковска. Кога државата ја кошта дијализата, компликации со дијализата, трансплантацијата и лековите што се даваат кај трансплантираните дечиња, во споредба со тоа на почетокот да се дијагностицира како што треба на време, ретка или ултраретка сустава, и да се едноставно да има нормален живот и нормален раст, развиток и допринос во општеството. Доктор Данко Милошевиќ, нефролог од Хрватска, споделува за искуство од неговата земја, која е членка на Европската унија. Во оваа земја пациентите со ретки болести имаат пристап до терапија. Углавном веćina ствари кои се у Западнoj Европи. Поголем број на ретки болести кои се решени во Европската унија се решени и кај нас. Ако е во Европа решено, тогаш е полесно, пристапот е добар, имаме двигател. Ако е таму решено, мора да е решено и кај нас. Тоа оди побрзо сега. Новинарката Даниела Спасич зборуваше во име на екипата од Супер Радио, која е вклучена во реализацијата на националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Овие 5 сезони имав прилика да видам дел од кампањата и со една порака до сите кој колку може, секој во својот домен, да помогнеме, да ја покажеме нашата поддршка кон лицата со ретки болести. Еве, февруари е нивниот месец, но поддршката нека не изостанува во текот на целата година. Проектот Ги запознаваме ретките болести ќе се реализира во текот на цел февруари на територија на цела Македонија, годинава на над 70 локални, национални и 2 сателитски канали на македонски и албански јазик. Бројот на пациенти со ретки болести има тенденција на зголемување. Официјално во регистарот на ретки болести се регистрирани 700 пациенти, додека неофицијално нивниот број е околу 2000. Годинешниот буџет за набавка на лекови за ретки болести е 848 милиони денари, што не ги задоволува потребите на пациентите. Охрид и годинава ќе блесне во боите на ретките и ќе испрати јасна порака за поддршка на неуморната борба со предизвиците кои секојдневно ја водат овие лица и нивните семејства. Ова е пораката на градоначалникот на Охрид по повод месецот на ретки болести и почетокот на националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Кампањата ја поддржаа и градските советници. Лицата со ретки болести и нивните најблиски ја заслужуваат нашата постојана поддршка и подадена рака. Само преку заедничка соработка, гласно зборување за ретките болести и поголемо споделување на информациите во јавноста ќе се овозможи полесно надминување на предизвиците и ќе се обезбеди исполнување на долгорочните цели. Со оваа порака, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков ја поддржа националната кампања Ги запознаваме ретките болести, која започна денеска. Градоначалникот посочи дека општина Охрид во согласност со програмите и законските регулативи за социјална заштита во континуитет поддржува активности и проекти за обезбедување подобри услови за лицата со ретки болести. Во таа насока општината втора година поред доделува стипендии за ученици, студенти и магистранти со ретки болести. Горд сум што преку конкретни мерки покажавме дека може да се најде начин и да се обезбеди скромна поддршка која е од големо значење за овие лица. Се надевам дека ќе бидеме позитивен пример и поттик за останатите јавни институции, кои треба да вложат поголеми напори и да ги исполнат барањата на лицата со ретки болести, порача Пецаков. По повод месецот на ретки болести и председателот на Советот на општина Охрид Сашо Донев и советниците се вклучија во кампањата. Со боење на едната дланка како символ за 5% од пациентите со ретки болести кои имаат пристап до лекови, охридските советници испратија порака за поддршка и изразија надеж дека ќе се обезбедат подобри услови за лекување и третман на сите лица со ретки болести.
Поддршка на кампањата даде и секретарот на општина Охрид Александар Китески. Инаку, локалната самоуправа и оваа година активно ќе се вклучи во кампањата Ги запознаваме ретките болести 2023 со осветлување на општинската зграда, јавни објекти и локации во боите на ретките болести. Депонијата Буково ќе работи се додека не се изгради регионалната депонија. Според најавите од Министерството за животна средина, градбата се очекува да започне во 2024 година. Во меѓувреме, Македонското здружение на млади правници подготвува тужба како за Струшката депонија, така и за Охридската. Буково требаше да биде затворена и санирана до крајот на 2022 година, според планот за управување со Охридскиот регион. Реактивната мисија на УНЕСКО пак, уште во 2017 година, бараше депонијата да се затвори до декември 2020. Неизбежно е преземање соодветна правна акција како за Струшката, така и за нестандардната депонија Буково во Охрид. Постапката низ судските инстанци за затворање и дислоцирање на Струшката депонија е веќе во тек. Во однос на ова прашање, веќе е воспоставена судска надлежност која што е подкрепена со богата пракса на Европскиот суд за човекови права. Глигор Кјатовски, застапник на Македонското здружение на млади правници, вели депонијата Буково е поголема и поопасна од Струшката и дека што побрзо треба да се побара од државата да ги врши своите обврски согласно Законот за управување со отпад и Законот за животна средина. Во постапка сме при подготвување на тужба и за депонијата во Буково. Она што мене ме фрапира е дека депонијата во Буково е во уште полоша состојба, е многу поголема и многу полошо се менаџира од Струшката депонија, така да нејзиното штетно влијание е уште поголемо по однос на животната средина и здравието и животот на луѓето. Сметам дека во најбрзо можно време треба да се изградат регионалните депонии, но паралелно со изградба на регионалната депонија мора да се отпочне и постапка за отстранување на големите диви депонии кои што се направија. Според препораките на УНЕСКО, крајот на 2022 година требаше да биде крајниот рок за затворање на оваа нестандардна депонија, но алтернативата во вид на регионална депонија, односно воспоставување на интегриран регионален систем за управување со отпад, не беше ни на повидок. Несогласувањата за локацијата за регионална депонија првично предвидена во Дебарца, односно во сливот на Охридското езеро, како и обезбедување средства за целиот проект, речиси го закочија процесот. Откако беше утврдена нова локација за постројката во Битолско Новаци, работите почнаа да се придвижуваат. Изгласувањето закон за заем и подпишувањето на договорот со ЕБАРД траеше подолго од очекуваното, но сега ги имаме обезбедено потребните финансии за започнување на градбата на инфраструктурата и за обезбедување на опрема потребна за воспоставување на регионалниот систем за управување со отпад. Се подготвува тендерска документација и очекувано е да се отпочне со градба најдоцна 2024. Почетокот на експлоатација, односно депонирање на комунален отпад на оваа депонија датира од далечната 1973 година и во неа се депонира комунален отпад од општина Охрид, а служела и како алтернативна депонија на други општини. Во неа дневно се депонираат околу 670 метри кубни комунален отпад, додека во летниот период дневното депонирање е поголемо и достигнува до 1100 метри кубни комунален отпад или вкупно 260.000 метри кубни комунален отпад на годишно ниво. Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот најавува нов модел за субвенционирање на домашниот туризам. Субвенциите ќе бидат наменети за домашните туристи кои вонсезонски ќе ги посетуваат туристичките дестинации во земјава. Целта на овој нов модел е создавање на цени прифатливи за домашните гости, викендите наместо во соседните држави да ги минуваат во туристичките места во земјава. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот најавува воведување на субвенции за домашните туроператори. Субвенциите ќе бидат наменети исклучиво за домашни туристи, кои вонсезонски ќе ги посетуваат туристичките дестинации во земјава. Целта на овој нов модел е создавање на цени прифатливи за домашните гости, викендите, наместо во соседните држави да ги минуваат во туристичките места во земјава. Ова вложување во домашниот туризам се очекува следните 2 до 3 години да генерира повеќе од половина милион ноќевања. Ќе биде за домашните туроператори, кои што ќе бидат за домашни туристички центри, односно ќе биде вон сезона и ќе ги третира за систем на аранжмани од 2 до 5 дена
всушност и помагаме се со цел да имаме вон сезонском поголем број на домашни туристи во домашните туристички капацитети. Само 3% од домашните туроператори ја продаваат земјава како дестинација. Со субвенционирањето се очекува зголемување на бројот на домашни туристи преку целата година. Ќе им помогне на нашите туроператори повеќе да се охрабрат и да закупуваат сместувачки капацитетот во текот на целата година. Субвенциите ќе им овозможат мала поголема сигурност. Но и предизвик поголем број на домашни туристи преку аранжмани да ги посетуваат машини. За следната година агенцијата најавува и нов модел за субвенционирање на странските туроператори. Плаќањето да се врши по категоризација, да се зголеми просечниот престој во државата од 3 на 4 ноќевања и цената да биде различна во сезона и вон сезона. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните и правните субјекти, односно собствениците на возила, на обврската дека заклучно со 12 февруари 2024 година мора да извршат промена на регистарските таблички со означката МК со ознака НМК. Имено, согласно Законот за возила и Правилникот за форма и содржина на образецот на барањето за издавање на пробните таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици, како и начинот и постапката на нивно издавање, сите собственици на регистрирани возила се должни да ги заменат регистарските таблици кои ја содржат буквената ознака МК, издадени до денот на отпочнување со примена на овој правилник, 15 јануари 2021 година. Односно, таквите таблички можат да се употребуваат најдоцна до 12 февруари 2024 година. Младенски центар Охрид распишува литературен конкурс на тема Векувањето на македонскиот јазик по повод 21 февруари, меѓународен ден на мајчиниот јазик. Конкурсот е наменет за сите ученици од средните училишта во Охрид. Рокот на пријавување важи од 1 февруари, денес, и ќе трае во наредните 15 денови. Доставените литературни творби треба да бидат поезија или проза на зададената тема, да се испратат во електронска форма на имейл адресата на Младенски центар Охрид. Контакт е mco.mk со назнака литературен конкурс. Учесниците на конкурсот се пријавуваат под шифра со бројка и возраста на учесникот, а право на учество имаат оригинални литературни творби кои претходно не се објавувани. Рокот за пријавување на творбите важи од денес до 15 февруари 2023 година. Добитниците со посебен примерок од литературната творба го докажуваат авторството. Изборот на најдобрите литературни творби ќе го изврши 3-члена комисија, формирана од Младенски центар Охрид, што ќе додели 3 награди во 2 групи – проза и поезија на 21 февруари во Младенски центар Охрид. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во Велика Британија започна масовен штрајк за зголемување на платите кој би можел да ја парализира земјата. Според проценките, во штрајкот учествуваат половина милион наставници, вработени во државните служби, машиновозачи и универзитетски професори. Училиштата се затворени, железничкиот сообраќај мирува, а армијата е ставена во состојба на готовност со цел да помогне при граничните контроли. Ова е најголемиот штрајк што се случил во Велика Британија децении наназад. Штрајкувачите бараат зголемување на платите поголемо од стапката на инфлација за да можат да ги покријат енормно зголемените цени на храната и енергијата. Инфлацијата изнесува повеќе од 10%, што е највисоко ниво во последните 4 децении. За наредната недела се најавени штрајкови на медицинските сестри, вработените во санитетските служби и во службите за итна помош. Пожарникарите неделава даваат поддршка на бранот штрајкови. Голем дел од Соединетите Американски држави погодени од ледена бура, од Тексас на југ до Западна Вирџинија на исток. Најмалку 2 лица загинале, а според полицијата од Остин, главниот град на Тексас, несреќи се пријавувале на секој 3 минути. Повеќе од 1900 летови од американските аеродроми се откажани, а 4600 се одложени, јавуваат американските медиуми. Илјадници домови останале без струја. Околу 7000 корисници пријавиле целосен прекин на
на електричната енергија, изјавил гувернерот на Тексас. Националната метеоролошка служба објави дека ледената бура ќе продолжи носејќи зимски врнежи заедно со налет на лапавица и замрзнат дожд, што може драстично да ги влоши условите на патиштата. Самит Европска Унија Украина во Киев на 3 февруари. Украинскиот премиер Денис Шмихал најави дека на 3 февруари во Киев ќе се одржи самит со Европската Унија, кој ќе испрати мокен сигнал до Москва и светот и ќе биде исклучително важен за обидот на Киев да се приклучи кон Европскиот блок. Не беа дадени детаљи за тоа кој ќе присуствува од страната на Европската Унија. Во јуни минатата година Украина доби статус на кандидат за членство во Европската Унија. Земјите од Европската Унија цврсто ја поддржуваат Украина и спроведуваат економски санкции против Русија, а во исто време испраќаат оружје и помош за Киев. Протече снимка од одбраната на Трамп за финансиската измама вредна $250 милиони. Снимката беше објавена од дел од американските медиуми. На видеото може да се види како Трамп се повикува на 5-тиот амандман и одбива да одговори на прашањата. Секој на мојата позиција кој не би се повикал на 5-тиот амандман би бил будала, апсолутна будала, рече Трамп на почетокот на својот говор. Потоа Трамп прочита долга изјава во која ја нарече истрагата најголемиот лов на вештерки во историјата на нашата земја и рече дека ќе се повика на своето уставно право да не одговара на прашања. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.